Поздрав! Мојата денешна тема ќе биде Сатурн во 9-та астролошка куќа во вашата натална карта. Ако можеби вие го имате Сатурн во вашата 9-та астролошка куќа, тогаш ова видео ќе биде за вас. Сатурн е една енергија која што ни поставува граница, не ограничува, не блокира, не демотивира. Зошто? Сатурн бара од нас да постанеме мајстор на својот сопствен живот. И тоа како? Преку работа, дисциплина и одговорност. Секаде таму каде што се наоѓа Сатурн во некое поле, во некоја куќа, тука постои една голема животна лекција. Една голема животна филозофија. Затоа што Сатурн во 9-та астролошка куќа зборува нешто за вашата лична животна филозофија. Тука можеме да го поставиме прашањето во што вие верувате. 9-та астролошка куќа значи зборува за и нешто за високото образование, за студиите, за една врста на специализација. Може би некој од вас ќе го одбере патувањето како една врста на нешто ново учење. Значи, тие студии може да се одржат или да ги завршите може би во странство. Затоа што Сатурн во 9-та куќа исто зборува за тој духовен пат, за тоа духовното патување. Затоа што само преку патувањата и преку духовното патување ќе можеме многу повеќе нешто да научиме. Не е тоа само во суштина само да читаме книги и да слушаме некои подкасти или YouTube видеа. Патувањето, личното патување, преку други култури, со контакт со други луѓе од други култури, комуникацијата со другите луѓе од други култури, тоа буди во вас една нова животна филозофија. Во вас се раѓа таа нова животна, ваша лична животна филозофија и само преку патувањата ќе можете многу да се развивате лично и многу нешто да научите. Секако и преку студиите, преку специализациите, секако и тука постои можност за многу голема животна лекција. Но секој од нас е на друг начин фокусиран, иако го има Сатурн во 9-та астролошка куќа, многумина обожаваат да патуваат во странство, да имаат контакт со други луѓе и така, или да студираат во странство и така, они внатрешно растат, се развиваат и таа ја откриваат таа својата лична вистина, таа своја филозофија. За тоа зборува 9-та астролошка куќа. И како што спомнав за студиите, за специализацијата, може би исто некој од вас ја има таа инспирација да биде професор по филозофија, да речеме. Тоа ќе биде исто добра поставка со Сатурн во 9-та астролошка куќа. Но секогаш треба и да ја погледнеме целата натална карта, затоа што вашата натална карта зборува многу повеќе од тоа. Ако го пратиме патот на Сатурн, значи само преку едно време, ние нема да можеме толку брзо да ја откриеме нашата вистина, нашата лична филозофија. Затоа ќе биде потребно време. За да постанеме мајстор на тоа поле, каде што се наоѓа Сатурн во некоја астролошка куќа, потребно е времето, дисциплината и во овој случај вербата, дека ќе откриеме нашата животна цел, нашата животна филозофија,
во што ние веруваме. Некогаш Сатурн може тука ќе ви постави граница, ќе ве демотивира. Може би неколку пати ќе се откажете од нешто. Може би ќе речете, не, ова сега не го студирам, ова е доста тешко и така натаму. Што се бара тука? Вербата. Од тоа што вие верувате. Ако верувате дека вашата животна филозофија е да бидете во странство и да учите друг јазик, нови култури, и таа е ваша животна филозофија, каде што ќе можете духовно да растете. Значи, тоа ќе биде вашиот пат. Затоа секој треба да знае, ако го има Сатурн во 9-та астролошка куќа, која ќе биде таа ваша лична филозофија во која што вие верувате. Се надевам дека ова кратко видео ќе ви биде корисно. Кој е заинтересиран за една лична анализа на својата натална карта, тука сум за вас. Ако не сте го абонирали мојот канал на YouTube, абонирајте го мојот канал Астролог Мерсиха 412. Секое добро и до скоро!